Првиот човек на ПИОМ, Никола Мемов, изјави дека фондот не предложил зголемување на старосната граница за пензионирање, која и понатаму останува 64 години за мажи и 62 години за жени. Во интервју за Радио Слободна Европа, тој ја бранеше одлуката за линеарно зголемување на пензиите, нагласувајќи дека тоа го штити стандардот на пензионерите во услови на растечки животни трошоци и ценовни шокови. Според податоците на Државниот завод за статистика, пензионерите не се најсиромашната група во земјата, пред нив се невработените и неактивното население. Но, анализите покажуваат дека без пензиите и социјалните трансфери, 40% од македонските семејства би живееле под линијата на сиромаштија. Само исплатата на пензиите ја намалува сиромаштијата за 15% поени, додека останатите социјални додатоци влијаат многу помалку. Во 2023 година, 22,2% од населението живеело под границата на сиромаштија, што ја потврдува улогата на пензиите како клучна социјална категорија. На прашањето зошто се одбра линеарно зголемување, наместо поголем раст за најниските пензии, Мемов одговори дека тоа било барање на пензионерските здруженија, а ПИОМ само ја спроведува политиката што ја носи владата. Според предлог буџетот за 2026 година, за пензии ќе бидат потребни над 1,9 милијарди евра. Од придонеси ќе се соберат околу 1,38 милијарди, а недостигот од 520 милиони евра ќе се покрие од државниот буџет,